Не така одамна, во една моја колумна, во еден момент, пишувајќи, напишав еден разговор помеѓу стариот и младиот. Нема да навлегувам у почетокот на таа кратка приказна, само ќе кажам како завршува. После разговорот кој трае кратко, младиот му вели на стариот: ќе ми недостасуваат твоите приказни. А стариот му вели: напиши си своји. Во тој момент јас тогаш се прашував дали младите се спремни да напишат своји приказни. Снимајќи го овој спот кој го завршивме, јас сум пресреќен, сватив дека приказните со кои јас сум пораснал лично и приказните кои претходно сум ги слушал, сме успеале да ги пренесеме на младите категорија. Оваа наша работа, преточена во спот, точно тоа го зборува. Најмалниот заеднички содржател на целата оваа приказна е раѓањето на Исус Христос, односно предстојниот празник Божик, кој е проткаен со многу нешта. Кај ќе ги видите сите оние приказни, сите оние вистински работи и цела онаа Божја убавина која има нашата татковина. Моментално го гледаме сировиот материјал на новиот Божиќен спот, за разлика од изминатите два спота во кои се враќавме назад во времето. Овој пат решивме да направиме современа приказна, во која сепак се содржат оние духовни вредности. Се надевам дека и овој пат ќе направиме едно убаво дело. Среќен сум и чест ми е пред се што сум дел од оваа екипа, заедно со Дејан и со Горан, со кои од овие божитни песни, полни со радост и со среќа, создаваме визуелни дела кои ги отсликуваат вредностите на еден од најголемите христијански празници Божик и секако ќе останат во трајната меморија на нашиот народ. Оваа година ќе прикажиме едно македонско урбано семејство што ја негува традицијата и вредностите на празникот Божик. Како и преходните години, така и оваа максимално ги користиме природните убавини во зависност од локацијата и регионот кај што ги снимаме, така да оваа година го одбравме Охрид, снимавме дел од изворите во Свети Наум, па се до убавите планински предели на Надгоратица. Важно е да се напомене дека екипата со која работам и за која пред малку зборува во текот на подготовките околу ваквите спотови или дела кои треба да остават трајна вредност во нашата колективна меморија, сведочи за онаа виша сила која не има споено. Верувам дека само таквите луѓе успеваат, бидејќи сето ова почива на една доверба, на љубов, на вредност, на верност, кое пак од другата страна се римува со некаква Божја просветленост и Божји благослов кој не тера се повеќе и повеќе да создаваме. Се надевам дека еден ден кога нас повеќе физички ќе не нема, ова е тоа што ќе зборува за нас.